Добре да е за Ангелина Станојовска од Правниот факултет на Битолски универзитет. Насилството врз жените станува важно прашање за општата и индивидуална безбедност. Овој се смети како кривично дело. Оно што се наметнува како прашање е на што се должи овој негативен тренд на се позачестено насилство врз жените. Се работи за сериозен општествен проблем кој што своите корени ги има пред се во и патриархалните односи кои што постојат во општеството и воопшто таа диференцијација на моќта која што постои меѓу родовите од една страна или жените од друга страна мажите е кривично дело, нели семејното насилство не директно, туку како дел и квалифициран облик на повеќе типови на кривични дела кои што се содржани кај нас во кривичниот законник. Така што тоа е една страна во однос на санкционирањето, меѓутоа зголемениот тренд пред се е поврзан можеби во еден аспект со темната бројка, односно тоа што жртвите често решаваат да не го пријават насилството кој што им се случува. Во истражувањата кои што постојат и сум ги правила во еден дел во однос на криминалното однесување на жените, една од причините поради која што често се решаваат да не пријават е тоа што не доаѓаат до заштита од страна на институциите, односно што се случува од моментот кога ќе решат да пријават. Што значи не значи дека не го препознаваат, туку пред се е тоа поврзано во однос на нивната заштита. Што ќе се случи кога ќе решат да пријават, затоа што имало навистина примери кои што покажуваат дека откако жртвата ќе се реши да пријави, не наидува на потребната заштита од страна на... Дали тоа значи дека и институциите потфрлаат? Па често пати потфрлаат заради тоа што не е доволно само да се пријави, што ќе се случи после тоа, нели како ќе заштитиме жртвата, каде ќе ја сместиме за да не биде во контакт со сторителот, или ако доаѓаат од заеднички дом, не е доволно само да го отстраните сторителот со времена мерка од домот. Потребно е некаде да има можност жртвата да биде сместена и да ја добие потребната и психолошка и медицинска, а и правна поддршка во целата процедура. Дали ова меѓусебно заштитништво и на некој начин нефункционалноста на институциите во делот на да се застане во одбрана на жртвите, всушност е и главната причина поради која жртвите не се одлучуваат да го пријават насилството. Еден од факторите е тоа што многу често кај нас барем можеби и менталитетот е таков и поради се уште таквите патриархални односи кои што постојат, многу често знаеме да впериме со прст кон жртвите, воопшто нели на каков и да било тип на насилство, пред се насилството врз жените и семејното насилство, но и сексуалното насилство, или нели оној тренд на victim blaming, дека жртвата е таа која што е виновна за тоа што ѝ се случува, дали таа некако го провоцирала партнерот во случајот кај семејното насилство или не постапила онака како што било очекувано од неа, па сега или се случува семејното насилство, од друга страна и тоа интерсемејно пренесување семејното насилство, односно генерациско пренесување, што се случува со децата кои што го гледаат насилството, не мора да се директни жртви, туку индиректни. Тие деца добиваат представа дека насилството во семејството или меѓу партнерите е нешто што е нормално и дека и тие понатаму во своето примарно семејство би можеле да го практикуваат како нешто со кое што би можеле да ги решат конфликтите со својот партнер или партнерка. Професор Станојовска, јавната обвинителка Фетај пред 2 години во Битола има констатирано дека семејното насилство се дефинира како малтретирање, грубо навредување, физичка сила што внесува чувство на страв, несигурност. Дали и како да се третираат современите форми на семејна дискриминација, демнење, сексуално вознемирување? Па Истанбулската конвенција има навистина дадено добри насоки околу тоа што треба да се направи, или ние ја потпишавме, ја ратификувавме, така што сега сме во една фаза на внесување нови кривични дела во кривичниот законник, или инкриминации, кои што доаѓаат со врските од Истанбулската конвенција и се поврзани со воопшто целиот феномен на родово засновано насилство, или не само семејното насилство, кое што е само еден аспект од родово заснованото насилство. Така што сега тие измени на кривичниот законник поминаа во прво читање пред нова година некаде. Меѓутоа, за да станат кривични дела,
сите нови појавни облици кои што се во предлогот треба да поминат и во второ читање, што голем дел од тие нови кривични дела се баш поврзани со обврските од Истанбулската конвенција и би требало на уште повисоко ниво да го да ја подигнат заштитата од една страна на потенцијалните жртви од овие типови на криминално однесување, од друга страна да се укаже на потенцијалните сторители дека има однесувања кои што се неприфатливи, кои што се на ниво на кривични дела. Не ви се чини дека помалце бавно се спроведува процесот на имплементација и спроведување на Истанбулската конвенција? Да. Сметам дека навистина бавно досега барем овој дел на воведувањето нови кривични дела, кои што се поврзани баш со тие врски, требаше да биде завршен. Каде е застаната работата поточно? При Истанбулската конвенција поради, јас лично сметам дека поради погрешната представа која што е создава во јавноста и тоа што голем дел од луѓето не осваќаат нејзиното вистинско значење или постојат некои шпекулации околу тоа што сака да воведе во Истанбулската конвенција и ја искористуваат ситуацијата одредени движења погрешно да ја представат конвенцијата воопшто како меѓународен документ и обврските кои што произлегуваат од неа, така што таа од еден аспект создава отпор во некој дел од општествената заедница, од друга страна не знам, можеби политички застанаа некаде тие измени на кривичниот закони кои што досега навистина требаше да бидат завршени. Вие во една студија велите дека изворот на физичкото и семејното насилство лежи во напнатоста која се повеќе се зголемува поради социјалните, општествени девијации и декаденции. Да, тоа е всушност еден дел од генералната теорија на напнатост на Роберт Агњу, кој што во криминологијата е дел од теориите на напнатост, кои што се обидуваат да утврдат од каде, поради што се случува криминалното однесување. Таа е социолошка теорија, која што напнатоста врзува со важни животни настани кај луѓето, односно индивидуата. Еден дел е дали индивидуата ќе успее да достигне некои позитивно вреднувани цели кои што постојат во општествената заедница или да достигне некој општествен статус или да заработи доволно пари колку што посакува или да го добие работното место кое што го сака. Потоа загуба на позитивно вреднувани стимули, например да загуби интимна врска или пак некој близок пријател или роднина. И можеби најважниот извор на напнатоста е постојањето на некои негативни стимули, како што е, например, виктимизацијата од каков и да било вид. Пред се, кај жените, бидејќи го имам поврзано тоа во истражување, криминалното однесување на жените, во еден дел тоа е сексуалната или насилната виктимизација. Многу често, например, кај нас, жените кои што издржуваат казна затвор за убиство, ги убиле своите интимни партнери. Но ги убиле заради тоа што долги години претходно биле виктимизирани, односно тие жени биле жртви на насилство од страна на интимните партнери и не успеале во тој лавиринт со институциите да излезат од кругот на насилство и на крајот на еден ден го прекинале насилството со тоа што решиле да го лишат од живот партнерот. Професор Станојевска, кои се главните причини за сексуално вознемирување и семејно насилство? Сексуалното вознемирување е само еден дел од сексуалното насилство, кој што е навистина истражуван и во европски рамки и надвор, пред се во Соединетите американски држави. Кај нас, жал, не толку многу, меѓутоа не е нов феномен, но не беше истражуван заради тоа што предизвика интерес баш во овие последни години со потпишувањето и ратификацијата на Истанбулската конвенција. Ќе стане кривично дело, терминот кој што ќе се користи ќе биде полово вознемирување. Јас лично сметам дека тој термин е претесен, затоа што фаќа само еден аспект од сексуалното вознемирување и би требало законодавецот да го користи терминот сексуално вознемирување, но добро, една добра страна е што решава да го инкриминира како кривично дело. Пред се воопшто и сексуалното вознемирување и сите други облици на сексуалната делинквенција, тука влегуваат и сексуалните кривични дела, се кривични дела што доаѓаат од една страна општествените односи, диференцијацијата на моќта помеѓу родовите
и однесување што е научено, нели бихевиорални техники кои што сторителот ги учи заради тоа што нели го гледа тоа во општествената заедница и го сваќа како нешто што е прифатливо. Или што би рекол Сатерленд во неговата теорија на диференцијална асоциација, ако јас добивам повеќе позитивни дефиниции, условно кажано, за моето однесување од околината, тогаш ќе заклучам дека тоа е прифатливо. Дали во полицијата има или владе конзерватизам кога станува збор за бранење на така наречена феминистичка правда, особено воитноста во полициската и судската заштита од бруталноста на насилството врз понежниот пол? Па, не би рекла дека можеби не постои сигурно заштита на сторителите, меѓутоа, она што ми пречи низ годините е дека институциите навистина бавно действуваат кога станува збор за какви да било кривични дела кои што се поврзани и со кој да било облик на родово засновано насилство. Сите тие 9 жени со кои што разговарав, најголем дел од нив сториле кривично дело заради тоа што не дошле до помош кај институциите, така што во еден дел тоа се и полициските органи, како тие действуваат, дали действуваат брзо и итно, или пак се обидуваат или тие многу чести примери што се случуваат кај или партнери сте, порешете ги несогласувањата, не мора тоа да го решавате преку институциите, што е сосема погрешно, бидејќи насилството, пред се насилството меѓу интимните партнери има еден круг на 3 циклуси кој постојано се случува. Значи, ако некој еднаш го стори насилството, многу често продолжува, заради тоа што во фазите на почетокот се создава таа напнатост и конфликтни ситуации, за потоа во втората фаза се случи насилството и потоа доаѓа онаа фаза, условно кажано, криминолозите нарекуваат фаза на еден месец, каде што као нели се извинувам, нема да се повтори и тоа е круг, нели не завршува како права линија која што има точка, туку повторно се случува. Така што е многу погрешно кога жртва на каков и да било тип насилство, пред се кое е насилство меѓу интимните партнери или семено насилство, реши да го пријави истото, многу погрешно на жртвата да и се каже као ајде решете ги меѓу себе вашите несогласувања. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Почитани речи, тоа беше професорката од Битолскиот универзитет Ангелина Станојовска.